Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Соединетите американски држави и Саудитска Арабија бараат решителна меѓународна реакција против Иран по веста за наводниот заговор за атентат врз саудискиот амбасадор во Вашингтон. Следат најновите вести. Американскиот претседател Барак Обама и саудитскиот крал Абдула во телефонскиот разговор се согласиле дека заговорот представува флагрантно кршење на меѓународните норми и се заложиле оние кои стојат зад него да одговараат за своите постапки. Државната секретарка Хилари Клинтон најави дека САД ќе соработуваат со меѓународните партнери да ја зголемат изолацијата и притисокот врз Иран. Официјален Техеран пак негира дека е вмешан. Иранската новинска агенција ИРНА го цитираше заменик министерот за надворешни работи Алија Хани дека се работи за абсурдно сценарио. Масакр во Калифорнија. Непознат напаѓач уби 8 лица во фризерски салон во малото место Саут Бич, пошто полицијата го уапси. Едно лице е рането и се наоѓа во критична состојба. Мотивот засега е непознат, но вработени во салонот тврде дека уапсениот е сопруг на нивна колешка. Конгресот со огромно мнозинство ги ратификуваше договорите за слободна трговија со Јужна Кореја, Панама и Колумбија, што поддржувачите сметаат дека ќе го зајакне американскиот извоз за 13 милиарди долари годишно. Председателот Обама коментираше дека ова е голема победа за американските работници и бизниси. На островот американска територија Гуам започна заедничка воена вежба на морнариците на Русија и САД. Првата фаза од вежбата Пацифички орел е насочена кон маневрирањето и комуникацијските вештини меѓу бродовите, а севкупната цел е да се создаде почит и соработка меѓу двете морнарици. Кралицата на соул музиката во Вашингтон, Арета Френклин, викендов ќе му се приклучи на председателот Обама на посветувањето на споменикот на Мартин Лутер Кинг на националното шеталиште. 21 годишната кантри сензација Тейлор Свифт стана најмлада пејачка која магазинот Билборд ја именува за жена на годината. Тейлор вани продаде повеќе албуми од кој да е друг музичар. До пред неколку недели ретко кој знаеше за него, а сега меѓу водечките републикански председателски кандидати за изборите во 2012. Профил на харизматичниот афроамериканец. Кој е Херман Кейн? Вчера шеф на синџир ресторани за пица, утре кој знае, можеби во Белата куќа. Каде и да појде, Херман Кейн го следат симпатизери. Многумина политички аналитичари велат дека нема големи шанси за републиканската номинација. Кейн мисли поинаку, па сепак факт е дека заостанува во собрани средства за изборната кампања, споредено со водечките кандидати, како гувернерот на Тексас Рик Пери и поранешниот гувернер на Масачусетс Мит Ромни. Со парите или без нив, тој победи на неодамнешното пробно гласање во Флорида. Tonight's winner with 986 votes, 37.1%, Herman Cain. Кейн сака да го реформира американскиот даночен систем. Неговиот план е наречен 999. Стапката на даноците на приход за корпорации, поединци, како и на националниот данок на продажба, сите на 9%. Економистите се поделени. Кейн пак уверен, планот е решение за фискалната криза. Кога американскиот народ разбира за што се работи, тогаш ќе го поддржи и ќе го побара. Хана Киркпатрик го поддржува и Кейн и планот. Го израмнува полето за сите, прави се да биде праведно. На Рене Каменс, која се бави со трговија и се допаѓа неговиот бизнис приод. САД се движат кон банкрот, но ако со земјата се управува како со корпорација, ќе биде подобро за сите. Некои гласачи се скептични. 17-годишниот Шон Такер за прв пат ќе гласа наредната година. Вели Кейн, нема искуство во политичката игра и ќе потпадне на корпоративните интереси, ако веќе тоа не е случај. Ако Кейн ја добие републиканската номинација, тоа би било уште една пресвртница во американската историја. Опозиционен кандидат од афроамериканско потекло, што води кампања да го смени на функцијата првиот председател афроамериканец. По тригодишно одложување на новиот модел на Боинг 787 конечно полета.
Авионот Dreamliner е последен крик на технологијата од најмалку 3 аспекти. Троши помалку керозин, одржувањето е поевтино и направено од потрајни, пластични компоненти. Boeing 787 Dreamliner е првиот патнички авион направен од зајакнат композитен материјал од јаглеродни влакна. Ова е портпаролот на компанијата Тим Нил. Многу голема разлика од тоа како порано ги правевме авионите. Новиот Boeing е направен и од 20% алуминиум и известна количина на титаниум, железо и други метали. Dreamlinerот представува револуција во авиобизнесот со тоа што е првиот во светот со труп на авионот изработен како еден дел, за разлика од досегашните составени од повеќе делови. Ги има сите предности. Има помалку делови, треба да правиме помалку дупки на школката на леталото. Поради новиот дизајн ќе бидат потребни помалку инспекции, со што ќе се заштедат повеќе пари за одржување. Воедно, 787 ќе се користи повеќе од другите авиони кои минуваат повеќе време на структурална проверка. Ќе биде лесен за одржување. Голема предност на Dreamlinerот е помалата потрошувачка на керозин од обичните патнички авиони. Конкуренцијата не мирува. Европскиот авиоконцерн Airbus планира да представи свој нов модел A350 со дополнително проширен труп на авионот. И на овој прототип трупот ќе биде изграден од композитен материјал. Утре во News Flash, најнов филм на Джордж Клуни, што неодамна го отвори филмскиот фестивал во Венеција од Гај Јулије Цезар преку Шекспир до денешни времиња. Предчувство за кобна неминовност. Гледајте утре во News Flash. Утре во News Flash, Мартовски иди, политички трилер за американското општество и политика. Гледајте утре во News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.